Точно се знае што еден новинар смее или не смее да објави, во стил на уредник порача обвинителката Вилма Русковска. Таа коментирајќи кривичната пријава против Александар Митовски од Инфомакс, им судеше и држеше лекции на новинарите. Вели, Митовски не смел да го објави исказот на Камчев за рекет. За Русковска било комплицирано обвинителството, да се занимава со тоа кој го изведил записникот надвор од институцијата, ама за новинарот веднаш пресуди. Медиумските работници велат дека ваквата реторика на еден обвинител може да доведе до автоцензура, типична за едно општество кое е блиску до режим и диктатура. Околу тоа, дали се знае или не се знае што треба да пишуваат новинарите, би било најдобро самата господја Русковска да почне да ни одржува скратени курсеви, како што слушаше синоќа. Очигледно, според неја е најдобро новинарите да молчат и воопшто да не пишуваат ништо. Трагично е тоа што поважно е да се убие гласникот, отколку да се пронедат картовите од кои ги изнесуваат информациите, било од судот, било од обвинителството. Русковска не ја демонтираше содржината на објавената информација на Инфомакс. Рече дека станувало збор за фотокопија на оригиналниот записник. Во текстот пишува дека Заев ги предупредил Боки 13 и Зоки Кичеец, дека против нив има пријава и да ги прекинат сите контакти со Камчев. За разлика од Русковска, премиерот каже дека станувало збор за фейк ньюс и најави тужба. Постојаните закани со тужби спрема кон новинарите и медиумите исто така представуваат само потврда дека е сериозно доведено во прашање слободата на изразувањето во медиумите. Судејќи според сите изјави, се поставува прашањето кој лаже, новинарите, институциите или премиерот. Пред Русковска да поднесе кривична пријава против новинар поради случајот рекет, поради истиот случај, кривични пријави најавува и највисоки функционери од власта, меѓу кои и премиерот Зоран Заев. Се поставува прашањето дали ова е ветуваната слобода на медиумите, која власта ја ветуваше додека беше во опозиција.